Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, хорор емисијата Данси Макабре со 236-тото издание, кое што го посветуваме на изданијата, во кои имаме специјални гости тука кои ни даваат таа можност да продискутираме за нивните пред се најомилени жанровски остварувања, а и имаат голем удел во сето тоа што се вика белег во македонската кинематографија. Со мене ова вечер е еден човек кој што мора да му се восхитуваме за трудот кој што го има внесено и континуитетот во остварувањето на таа цел што се вика давање на свој подпис, барем во нашата кинематографија. Така што со мене во студиото е Владимир Митревски Ѓуре. Добре дојде. Добро ве најдов и фала што ме поканивте. Ова е прашањето кое што никој не успеал да го избегне во Данси Макабре, така што ќе бидеш стрелан моментално и ти од него. Ајде. Дали можеш да се сетиш првиот хорор филм што си го погледнал, која годишна возраст била и што влијание оставило тоа чудо? Барем периодот кога си бил слободен. Стварно не памтам. Барем кој период? Памтам сцена многу мал бев. Така? Најверојатно, не знам, 7-8 години. Така? Што беше на телевизија и стварно не знам кој е филм. Стварно немам представа, значи имаше една сцена што беше онака човек мумија замотан целиот само очите од онака отворени уга, со затворени ама непокриени и девојка една се доближуваше на него онака крупен карак на очите, одеднаш се отворија данки, онака чудно ефтин изгледа. Таа сцена ме прогања до не денес. Што памтам, не знам кој филм е, стварно не знам ништо. Кога беше? Од кои години ти изгледа 90-тите почетокот нешто или ептен стар, зборуваме за Да речеме така, средина на 80-ти години да речеме. Може Даркмен да е, може би. Таму сеќавам дека има мумифициран човек. Свашта може да биде. Така, ајде, ова. Викам, само таа сцена ме прогања тоа денес со животот, не знам. Значи сепак има оставено некако белег. Имам многу до душа тој период кога бев помал многу поише хорори пратев. Тоаш беше нели жанровски хоророт беше по некако застапен, имаше вредност некако филмска. Така. Тоа време, за разлика од денеска е онака джок, некако му доаѓа Б продукција со сите хорори, што не е добро во принцип. Што не дека и во минатото немало, нели? Не, имало, значи збориме. Од кога постои жанрот, од така. секој жанр има и Б филмови, нели, ама у тоа време значи големите режисери правеа хорори. И останале тие до ден денес. Прават. Кој има камерче во рака, дигитален фотоапарат може да сними денеска секој може, да. Имаш добар шминкер. Можеш да поминеш со Да, неколку можеш да лешеви, пројдеш. така. Одлично, со мене во студиото е Владимир Митревски Ѓуле и во текот на емисијата ќе говориме и за неговите филмови, а и за неговите ставови во поглед на хорор жанрот. Меѓутоа има уште една допирна точка која што ќе ја експлоатираме од негова страна, тоа е неговото влијание во музичката сцена, а тоа и можевме да го слушнеме на самиот почеток на емисијата. Така што преслушавме две композиции. Може да ни кажеш кои беа тие? Првата беше Grey, да, втората беше Steelhead, тие се од вториот албум на Point Blank. Така, бендот кој што има... Бендот во кој што јас сум бубњар. Така, по некоја случајност. По некоја случајност, да. Одлично, во продолжение ќе слушнеме Dead Again од Point Blank и се враќаме во емисијата да ви говориме за филмовите на Владимир. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, хорор емисијата Данси Макабре, 236 епизода. Со мене во студиото е Владимир Митревски Ѓуле. И во овој дел би сакал да продискутираме за сето тоа што го знаеме и го познаваме барем до овој момент како твоја филмографија, но со сето тоа што го имаш оставено со трудот зад
камерата. Кажи ми, во една генерализација да направиме, гледаме на тенденција за склоност за екранизирање на настани кои што се одвивале во реалност, односно имаат голема предложка да бидат вистинити. Колку сметаш дека тоа е влијателно за оформување воопшто на приказната на еден филм и колку ти е тебе барем како автор важно за можноста за случувањето? Стално инспирацијата за филм ти од вистините на Так, так. Не на мене, општо. На сите. Или е од нешто напишано, или од нешто што се случило. Така да, тоа е круцијално за да ти направиш, формираш приказ. Дали од сопствено искуство, дали од други искуства. Така и целата наука уствари у таа, у тој сторителинг е да процениш која приказна би била добра за филм. така. Тоа е целата наука уствари. Значи, можеш да измислиш нешто, што е уште подобро. Така. Али мислам дека никој не го прави. Да, никој екс нихило не почне, никој од нула не создава инспирација од негде влече. Да, за секако искуството дека има влијание за било што и да се креира. Кои приказни допираат до тебе? Што треба една приказна да има за да иницира, за да може да се нурнеш во неа? Нема нешто конкретно, во принцип добра приказна. Така. Немам некој конкретен правец, значи која приказна би била присутна за да се организира, да се направи филм според неа. Али треба да биде онаков, да речеме комплетна приказна. Не ме дотирнува рецимо нешто што е случка конкретна, која што е интересна. Значи треба да биде цел круг, да речеме, да е затвора. Така. Треба да има нешто повеќе од една блиц идеја. Да, мислам тоа може да биде како она иницијативно да биде само блиц идеја. Мора да има целовитост. Мора да биде круг, значи мора да биде затворен. Така, кажи ми, на првите твои филмови самиот одлучуваш да ги монтираш, меѓутоа подоцна соработуваш нели со Филип Грчевски кој работи монтажата на Карма и помеѓу. Кажи ми, преферираш самиот да се ги сечеш и лепиш барем твоите дела или сакаш да го препуштиш тоа на некој друг? Добро, во принцип да работиш со монтажирал ке пошо те уште една глава, нели, што ти дава сугестии. И еден пар очи. Уште еден пар очи и не знам, не сум размислувал искрено. Мене ми е и окей да се ги работам сам, ми е окей да работам со друг, немам проблем во принцип. Генерално кога работам филм, нека сум работил се 300 филмови или овие што сум ги стравил, точно знам што треба да искочи на крај. Така да ти викам, не ми е толку пресудно дали ќе го тоа крпи некој друг или ќе го крпам сам. Али рецимо конкретно со Филип кој е супер со работката и така да одлично функционираме, значи се надополнуваме, има и го има заедничкиот јазик, така. Дечкото е стварно онака размишља филмски. Не е класичен сечач и лепач. Така. Значи употребува и негов агент во формувањето на комплетна не е формалист, не е формата присутна, значи дејството е присутно што он тоа го гледа и го перцепира. Што прави колаборацијата да биде поуспешна на крајот на денот. Ме интересира, бидејќи го спомнуваш моментот дека знаеш што сакаш да искочи на крај, релацијата помеѓу режисерот, например, и кинематограферот е доста важна за да се има таа довербата на снимањето. Најкруцијално, така. Значи, снимателот се очите на режисерот. Од друга страна, па сега тие што се малце заебанци на сет што ги правиме дека нели директор на фотографија е пропали режисер. Добра. Исто како што е Светлаџија пропали директор на фотографија. And down the line it goes. Тоа е шала, да. Во принцип пресуд многу битен, не многу битен, него најбитен фактор е снимателот, значи он ти ја поставува цела атмосфера практично на филмот. И од еден кинематографер кој што треба да имаш ти довербата за да може нели да ти каже да вака и вака ќе изгледа на крај, што сметаш дека е најважно на пример за вака и вака ќе изгледа. Во принцип заедно работите, не чекаш ти цело време се надополнувате, значи присудно е режисер да знае, да познава фотографија. Така? Не може да не знае. Едноставно што е тоа, јас знам што е филмот, што треба да искочи на крај, и ти се снимај. не се препушта. Значи мора да познаваш што е камера. Така. Не мора да знаеш да си ти снимател, нели, али
Мора да знаеш како функционира тоа, значи што се леки, што Така. и тие работи, знаеш со што можеш да добиеш. Цело оружје кое што е на располагање на режисерот треба да знае. Барем основно, да речем. Така, не мора да биде најдобриот стрелец, меѓутоа треба да знае како да пука. Иначе немаш комуникација со снимателот, тоа ти е пресудно за да направиш добар филм. Има една интересна тенденција која што ја забележав, како коментар ја даваш барем во преку еден од ликовите во твоите филмови, што ми остана до ден денес онака барем едно големо инспиративно е пред се. Викаш, амбицијата на просечниот човек е криминалот, а на просечните девојки е манекенството. Односно еден вид на славење на медиокритетот во некаква форма. Не си го приметил тоа? Многу го имам приметено и затоа сакам да прашам од каде извира ова точно детерминирање на иглата во нервот. Што е реалност, нели? Така. И реално што се случува во не само кај нас, значи тенденционално во цел свет. Амбициите на луѓето се многу мали, сваѓаш, многу плитки, многу површни. Никој не гледа да се изреализира себе на начин што ќе те испуни онака на крај, сваѓаш, него само површно како се реализира. И ќе провоцира максимумот да го вложиш во нешто најверојатно. Сите се онака некако слепо горди на себе. Крај, како ти кажам. Така, ако може да се протне, зашто да не, онака, со минимум. Така. Како ти кажам, сега чашава ја земал од тука, преместил овде и он е изреализиран во живот. Така, тоа го прави комплетно. Тоа само критичност фали, поготоа кај нас, значи ти да седнеш и да се прашаш сам себе што правам ја, сваќаш. Кај терам. Одлично, значи тука се тие моралистични воопшто етични и самокритични што ти кажеш прашања кои што треба да ги даде режисерот најверојатно како коментар на едно општество во кое што живее. Апсолутно, значи ти мора филмот, поготово збориме за сега артхаус сцена, кој што не е мејнстрим, не е мејнстрим, него не е Холивуд фазон кај што е ентертејмент, нели целата акцентот на кој што се работи секое дело. Да се продаде филмот, значи ти мора да покажеш нешто. Авторство во дадениот случај. Да кажеш нешто. Со тоа што го правиш со твоето дело да докажеш, односно да изразиш твое чувство, твој револт. Не мора да биде револција, може да биде нешто позитивно. Али генерално е тоа целата поента. И тоа евентуално би допрело најверојатно до публиката, барем тој искрен пристап. Режијата е уствари од тоа. Ти естетски да го тоа прикажеш за публиката да го прими вака или така. Едно интересно остварување кое што надвор од играните филмови кои што ги имаш работено е еден документарен филм за македонската гейминг заедница, односно Редак, кој ме интересира чисто онака како дојде до приказната за да седнеш и да работиш на овој филм, односно како дојде до Дули. И така, и што те привлече воопшто во идејата да... Приказната ме привлече. Приказната беше неверојатно добра, мислам, не е геймингот е еден сегмент нели цело приказната. Така. Во документарецот длабока е малце приказната, нели тоа е едно како животно искуство, цел круг. Што му се има случајно на Дуле. Значи тоа е површината во која што воопшто не навлегуваш ни во играта, нема, мислам, навлегуваме колку што треба да се навлезе. Така, за да се елаборира едноставно за што станува збор. Меѓутоа тука има една човачка димензија во овој филм, кој што со себе носи еден нож со две острици. Conquer стана збор нели за играта, каде што ја земаш воопшто гейминг гейминг аспектот се зема како еден вид на ескапизам од проблемите на реалноста, нели причините за губиток на пријателите од една страна, барем во контекст на човекот кој што е спомна, но и виновник за повраќање назад пак во живот. Да. Значи, колку ти сметаш дека играњето, барем ако се влечеме кон некаква си моралистична поента, колку сметаш дека предизвикува завист или колку сметаш дека барем играњето па зависи од човек до човек е различно. Карактер. Јас знам луѓе што, како ти кажам, гейминг има
Алфа и омега? Па да, апсолутно. Мислам, тоа не е за осудување, сите си имате ли пасија своја. Така, така. Доколку не влијае нели на твојот професионален живот. Така. И ако не и со тоа повредуваш твоите најблиски. Јасно. Ако нема жртви во процесот на создавање. Тоа е гейминг е супер. Во принцип боле луѓе да играат игри него да прават други глупости. Многу паметно. Колку си задоволен искрено од животот на филмовите на филмските фестивали, паралела колку кај нас и колку во странство сметаш дека поминуваат добро барем филмовите кои што ти ги имаш направено пред се? Тешко е во принцип со филмски фестивали, мислам за големи збори, се бе фестивали проаѓаат без проблем. Филмовите така? вагаат таму, али за големите фестивали треба и лобирање. Едно квалитетно лоби, така? Да, многу е. Тоа е присудно принцип лобито, значи колку и да имаш ти квалитетен филм, ако немаш она репрезентација добра, немаш добар продуцент што се вика што ќе го искупи филмот е многу Може да си биде само еден добар филм на периферијата на сите фестивали. принцип. Така е. Да не се отворат Не врати. збориме за големи фестивали, сега што се као трите најголеми. Така. Венеција таму е скоро и невозможно да влезеш. Кажи ми, паралела можеш да ми направиш заради тоа што веќе имаш работен на еден документарен филм, кој искрено ги има сите елементи да биде онака филмон како игран филм, заради тоа што имаш една комплетна приказна, која многу лесно кога би се работела во холивудски рамки би била игран филм, заради тоа што работи и тука не е без никаков проблем. Таа темата е стварно добра, мислам, приказната е одлична. За игран филм. Што научи од работата на документарен филм и колку таа има извршено влијание врз тоа што го работиш во играните филмови, работењето на принцип документарен? Нема никаква допирна точка, барем не за мене. Документарен филм е ненормално тешко да направиш. Не е технички тешко да го изведеш, значи во принцип е најлесно технички да го изведеш. Да, поставеност на што не ти треба ништо посебно, значи тебе ти треба само приказна. И таа приказна сега да доловиш е многу тешко, пошто работиш со условно речено обични луѓе. Така, и алхемијата да се постигне. Многу е тешко да склопиш таа приказна, значи може рецимо да снимаш и 2 години, 3 години, 5 години и на крај кога собереш цел материјал кога гледаш да немаш филм едноставно. Кај што не се лепат работите, пошто луѓето се искрени во принцип кои што сакаат да се снимаат таму, кои ступали камерата многу чудни работи се случуваат. И никогаш немаш контрола најверојатно над репликите, затоа што не се веќе тоа реплики. Тоа нема више, не можеш да режираш во принцип до тој степен. Документарен филм се приметува, да, сценираност веќе се препозна. Ако ти сакаш препозна. да го делегираш филмот, ќе се примети. Тоа имам гледано пуно такви филмови. Што они го склопили структурално го имаат филмот, ама нема никаква верност од тоа што го гледаш. Така, ја гледаш. Лажат. Гледаш колку е isфорсиран на крајот на денот. Кажи ми, може да позборуваме малку за помеѓу. Тоа е еден краток игран филм кој што на многу интересен начин почнува. Кажи ми, зашо одлучи да го стартираш онака Blackout и да го впрегнеш главниот лик во мозаикот онака во филмот, да ги открива елементи? Така е приказната в принцип. Така сценариото го диктираше тоа? Или беше свесна одлука предходно? Не, така, значи кога го пишував практично, така и го замишлев и глава. Дека ќе вози, пошто имаш нели кои се димензии се. Имаш реалност, па имаш флешбекови. А тоа све се дешава во реал тайм од друга страна. Значи тие парадокси на време малце се така интересни. Испреплетени едно во друго. Тој филм е така сумњив малце, пошто е направен ептен на трчање со многу мала екипа без пари. Герила пристап. Па до даска герила, онака. И со оглед на тоа како се работеше, дури добро испадна. Така. Значи тој агент онака кога би имал повторно и средствата и времето на располагање, верувам дека и ти сметаш дека би направил подобар филм, меѓутоа во види колку и да збориме сега дека парите се небитни, уметноста е многу најбитна. За филм ти требаат пари. Скапа играчка е, дефинитивно. Реално да збориме што поише пари имаш, толку поверен ти филмот, толку поише време имаш да работиш, толку се посветени луѓето што работат. Така, парите ти го купуваат времето во филмската индустрија, барем. Колку и да тоа звучи без везе, така е, реално е така. Што поише пари имаш, тоа
лесно е да правиш. Меѓутоа духот се забележува на без разлика што го кажуваме дека Герила пристап е работење на филмот, се забележува енергијата на духот и посветеноста на луѓето кои што го работат, нели? Го правиш, не го прави уопште, мислам, ако се напати више ќе направиш до крај. до крај, да. Со сите сили кои што ти се на располагање. Со овој филм влегуваш во светот на корупцијата, криминалот, на предавството, значи таму кај што куршумите го имаат последниот збор, односно таму кај што владее законот на улицата. Тоа е свет кој што е одрас на денешниот или сметаш дека може да се повлечат поуки онака од туѓите погрешни патил? Која е причината за нурнувањето во оваа приказна? Како се врзува со гледачот? Барем целта. Пак е ова сурова реалност, ќе видиш, значи пак тоа се случува. Реално. Нема можноста за овој филм е уствари тоа што треба да го поврзе гледачот со него. Кажи ми музиката, која работеше на овој филм? Ја. Така, значи Да, мислам не е компонирано, има делови што се правени, али има преземена музика доста, али селекцијата, да речеме, на музика е ја прави. Така, на редак мислам дека Дените Чува има доста композиции на саундтракот, исто како што е нели и од Point Blank. Ми лепеа највише. Така? Другари ми се они, значи им реков дечки ќе земам ваша музика ќе ставам во филмот, они рекоа зимај слободно. Зимај, не е никаков проблем. Да. Одлично. Кажи ми, надворот нели овој суров реалистичен свет кој што допира до криминалот во помеѓу, имаше еден да се избалансира аспектот, имаше еден многу интересен краток филм кој што се нарекува Шекспирова 9/1. Значи тука исто така допираш до реалноста, меѓутоа од сосема друг аспект. Да, ова е комедија. Да. Па е, да речеме, има многу голем многу силен допир со реалноста, мислам, нема. Не е измислено таму пак. Е друг пристап, нели? Комедија исто црна комедија, беше онака доста ефективна, која што имав можност да гледам со публика и дефинитивно во киносалата публиката не престанува да се смее. Да, добро реагира. На кадрите мислам дека можеш да бидеш задоволен барем во тоа, заради тоа што филмот ги држи од сцена за сцена, посебно кога мртвите ќе почнат да се движат низ филмот без нивна волја. Да. Тогаш публиката дефинитивно позитивно реагира на сите сцени кои што сакаш да ги продниш онака. Еден викенд на мртовци во мало. Како што би се одвива. Да, викенд на мртовци во мало. Интересно, таа приказна, рецимо, тоа сценарио е и на Димитрија Доксевски, на главниот лик што практично. Мој ом ја кажа приказната усвари. Како дојде до склопот? Да, не е истата приказна. Значи ом ми кажа една приказна која што беше баш поврзано со ова све што е направено. Така. Ми инспирираше да го допише, да доправам, значи плюс некои работи. Да го стигнам сценариото и испадна филмов практично. Онака после седнавме заедно, како викаме, што направив ја. Го исполиравме онако го 20-та задоволни и рековме дека мора да го направиме. Испадна супер, јас сум задоволен на тој филм. И тоа беше со така никакви пари праја филм, што се вика. Али снима и на локации онака баш. Не, мислам најблиску што може. Професионално ние него екипата што работеше беа ептен другарски се поставија, значи со повеќето сум другари и од претходно, значи сите имаш одличен кастинг, дефинитивно, значи покрај сите беа онака вољни да работат, значи независно од тоа што имаме многу претерано малце пари за све тоа. Сите се изработија работата професионално. Значи од мал филм направија да видат стварно. Верувај, не се забележува буџетот на овој филм заради тоа што сите едноставно од прва до последна сцена ти веруваат и уживаат. Тоа е, кастингот беше присутен, глумците беа. Ја имаш Виолета Шапкарова, тука Емил Рубен го имаш. Шапковски се извинувам, Лазар Манасковски го имаш, дури и имаш многу интересни така споредни други улоги дадени во филмот кои што го подигнуваат нивото на хумор. Нема небитно улога во принцип, сите. Дефинитивно, сите си ја вршат својата функција онака.
И функцијата на Лело Еснуина, напнатата сопруга која што прав кастинг за да испрустира на Она ми е некога. посебно онака најдобро во филмот. Ја имаш дадено вистинската улога, значи Единствено, нели, не е единствено женско, има две. има да. Али она беше таа правата жена. Што представува потешката планина за искачување, создавањето на трагично или комично сценарио, според тебе? Комично сценарио, мислам, за сценарио кој сценарио можеш да напишеш и вакво и такво, нема некоја посебна потешкотија, реализацијата е по тешка. На комичното, да? Комедија е посте документарен филм, комедија е најтежок жанр за правење. Значи да се насмева луѓето е Многу тешко. тешко за тешко. справа. Предизвик е во принцип многу голем, сваѓаш. Што баш поради тоа што сите што ги има наводно сето тоа што е погледнато и сето тоа што е слушнато во форма на хумор, претпоставувам дека сите се изложени на тоа и до некаде го почитуваш, барем ги почитуваш гледачите дека не се толку наивни. не смееш да ги сметаш гледачите за нас. Публиката е Так. многу паметна во принцип. И не смееш да си играш со неа. И хумор тешко поминува, посебно тешко. заради тоа што Поготово ќе нас, пошто ние сме генерално нели у генот ние да сме хейтери. така. И ќе нас е посебно тешко да насмееш публика. И некако успеавме, тоа баш ми е многу драго што испадна така. Дефинитивно тој филм допира до луѓето. Твојата последна, барем последниот филм кој што го имам гледано, Карма, кој имавме можност оваа година да го погледнеме на Скопски филмски фестивал, ако не се лажам. затворањето беше. Преполна сала, еден Dog Day Afternoon, македонски дух на доловување на таа тарантиновска атмосфера и кој што знае самиот да направи. Со доста домашен шмек, баш скопските улици си го постигнаа тоа и мангупите кои што виреат во нив, нели? Ние македонски филм правевме, не да измишляме сега топли води. Естетиката да е малце преземена нели од тие режисери, западни кои, манири кои што да. Да речеме, тој артхаус амерички, да речеме. Тарантино, не знам, Гај Ричи уствари. Така, Гај Ричи Тој имаше. фазон е. Меѓутоа една интересна мешавина на приказни со човечки домензии и онака сплет на непредвидливи случувања Па да. кои што го водат сценариото. Меѓутоа добро избалансирано е баш присуството на криминалниот чин кој е во прогрес и подготвеноста, онака тематиката на пожртвуваноста на таткото. Како Па тоа е уствари главната сторија во филмот. така. Позади све кој ќе видиш, значи фасадата напред е пак комичен филм и тој до негде има комични моменти. Мора не е тоа поентата да биде комедија, Така. али главната прича е до кој степен ти би отишол нели да го спасиш твоето дете, тоа е. Така, Главната. екстремите до кои што еден Да. родител би се довел и до што би дал, буквално. Ја мислам дека тоа е прилично сериозна тема. Сите различно размишљаат во принцип на тоа, Мгм. ја решив сега на овој начин да го прикажеме да биде малце така по Така, филмски, нели? така. Иначе е многу сериозна тема за размишљање. И тоа како, заради тоа што кога нишанот на начелото на секој ќе му поставиш, секој различно реагира, нели? Да. Кога очекува, нели, таа бомба. Сценариото исто така е на Димитрија Доксевски. Не, мој се. Или твое во соработка, претпоставувам, некако со него, или твое? Така, така? Тој е главниот уствари што се појавува во него. И од каде се појави воопшто оваа приказна? Од никој. Од никој. Тоа е скрос измислено, значи се. Така? Од даска ми сам инспириран нели од реални настани. Мгм. Иначе нема баш буквално е скрос измислено. Онака целиот круг, целата историја е баш фантазија, да речеме. Кажи ми, пошто затоа што имаш снимено на доста локации надвор, си имал некогаш проблем со снимањето на надворешните на екстремните Нема услови? проблеми на снимање. Заради тоа Не што се дешава да нема проблеми. така. Мислам, не е ни интересно ако нема проблеми на снимање. Да. Меѓутоа некој што те оставил да не го финишираш филмот баш заради Па, тоа не што се на десило начинот сега. не Не се случило, ја не се реализира. Мислам, имало од екипата никој не направил такво нешто. Мислам, имало проблеми со локации, рецимо конкретно сме дошли на едно место, па не знам,
папирите не били уред како што треба. Така. Нели, па требало да го проверат тоа, па чекај док се провери, а тоа куца таксиметрот Така. во време, значи сонце бега, кога снимаш надвор. Да. Проблем. И Го бркаш денот и такви проблеми стално има. По принцип ке нас кога работиш филм, пошто буџетите се стално многу, да не речам мали, ама ограничени, мора да правиш многу компромиси. Мора да се спремен уствари на тие компромиси. и тоа на лице Сега место предпоставувам. Сега што сум снимал, не. Правиш и на лице место, ама гледаш да правиш што помалце. Затоа што више влагаш ушљакање, више тоа не е снимање филм. Да. Затоа стално идам на сет со две книги на снимање, значи една реална како што треба да биде, доколку имаш време след тоа да го направиш, Така. и една алтернативна која што во принцип таа ја работиш стално. Таа секогаш план Б иде на План Б површина. мора да имаш, пошто немаш друго чаре во принцип. И така сме навикнати сите да работиме, не само ја, и другите колеги што работат филм. Истиот проблем го имаат. Во лимитирањата кои што на лице место се покажуваат. Стално, значи не можеш исто кој што не можеш да се отвориш кога пишуваш сценарио, мора да имаш предвид колку пари ќе добиеш ти за тој филм. Значи не можеш да напишеш сценарио што кошта 3 милиона, а да добиеш 200.000 за тоа. Да, и да го реализираш на начин на кој што си Изгледа сакал. Смешно ти изгледа, едноставно. Ти можеш да карикираш и да импровизираш, ама импровизација не е никогаш добра, никогаш не се покажала дека е добра. Одлично. Имаше, ја почувствува тежината да се виде и пред објективот и зад објективот на овој филм. Кажи ми како беше искуството да се стои во чевлите на своите актери, ако нели сепак во Карма имаше... Види, ја прво сакам да земам актер за таа сцена. Така. И тоа да биде баш она доктор, ама сакам да избегам од тие стереотипи, значи да не биде класичен она докторска фаца. Знаеш вајде на што мислам се гледал. Така. Доктори. И како што ти кажав, значи буџетот е стално ограничен. И сега таа беше многу мала улога. Така. Не ќе да малтретирам никого во принцип за тоа. И реши лошите вести ти да ги Па соопштиш. да. И плюс нели е таа сцена кај што главниот лик нели Димитрија го Так. псуе докторот многу жустро онака. Така убаво квалитетно се Па, истура. сочно, да. Но, и викам Ако некој треба да го истрпи тој товар, Ја да видам, да. еднаш барем и на режисерот да му се сипе актерот пред камера и да Да. биде што е можно поубедително. Таа испадна супер сцена, јас сум задоволен птен. Им треба затоа што стварно одлично изгледа. Пак сме другари, не сме скарани. Да, не влијаело таа на пријателството, така. Добро, и Кроненберг има застанато во улогата на доктор, имаат. така што сите имаат застанато, барем во докторските чевли во нивните филмови. Меѓутоа, сепак предпоставам дека би преферирал да си седиш зад камера заради тоа што... Да, немам амбиции да видам ја актери. Јас сакам да работам со актери, но не сакам ја да видам. Меѓутоа, добро беше заправен, предпоставам да видиш како е и да се виде, да се трпи од другата страна на објективот. Немам проблем, во Сугестија. принцип, само немам амбиција, мислам, затоа не викам дека нема да се појавам пак во некој филм, сигурно ќе има пак некоја прилика таква. Можеш да си напишеш улога кога сакаш, нели? Сепак бидејќи си автори на сценаријата на состојаните филмови, така што можеш да си го дозволиш тој луксус. Да, апсолутно. Да го видиме докторот од Карма во некое си друго издание. Као мафијаш, рецимо. Ништо чудно, затоа што сепак, нели, тоа се бизнис кога е во прашање. Секој си има свој удел во самото дело. Може тука да направиме една кратка музичка пауза. Ќе слушаме еден бенд кој што предпоставам дека има големо значење за тебе. Станува збор нели за 12 Foot Ninja. И зашо баш овој бенд? Зашо баш? Се многу добри. Така, тоа е Нема најединственото. нешто посебно објаснување. Така интересен бенд од Австралија се вели. Малте не тазе бенд, еден албум имаат само. Вајде ќе искочи некој нов сега. И се многу онака забавни за слушање. Така да се надевам дека ќе им се свиѓаат и на слушателите. Одлично. И слушаме 12 Foot Ninja и се враќаме во емисија. Вие слушате Радио Канал 103, хорор емисијата Данс е Макабре, 236-то издание. Со мене во студиото е Владимир Митровски Ѓуле. Со негово претходниот блог говоревме за филмовите кои што ги има снимено, пред се играните и документарниот филм. Во овој блог сакам да продискутираме малку за сето тоа што
музичката страна во тебе преовладува, односно сето тоа што го твориш од една страна со Point Blank и сето тоа што го имаш направено во поглед на екранизација на видеозаписи за македонската музичка сцена пред се. Point Blank за прв пат на мојот живот, ако не се лажам, беше еден од бендовите кои што еден од првите бендови кои што воопшто ги имам гледано на голема сцена, заради тоа што бев на Soulfly на второто нивно доаѓање во Македонија и буквално првиот ден кој што го гледав на таа сцена беше Point Blank. И тоа беше прилично интересно, да. И тоа беше страшно добар настап, посебно да се свири со Кавалера и компанија, претпоставувам дека било едно многу добро искуство. Како не сум да го растевме практично. И имало ставено. Мене ми е така бенд од детството, како ти кажам, со тоа сум буквално растев. Така, ударите на Игор Кавалера одекнуваат онака до ден денес. До ден денес. И кажи ми како дојде до формувањето на Point Blank, кога постои? Point Blank па ние почнавме негде 99-та година. Тогаш мислам сите сме другари од претходно или не се најдовме не се кајки. Така. Него имаше претходно од неколку години претходно кога дај да правиме нешто. Ајде да правиме нешто. И остана најде му. Ќе правиме нешто. Ајде да правиме нешто. Тие муавети ги теравме цело време. Додека таму крај на 99-та почнавме практично да земавме просторија, не се собравме, не знаевме што би свирили. Така? Значи не беше предетерминиран сталот. Немаше. Па сите различна музика, по принцип, сите различен некаков музички бекграунд. Доаѓаат сите различни бендови слушаат и така испадна некако ова што го свирите. Значи, па подбијани на нели помодерни бендови што искочија као Корка од Deftones као. Така го фативте тој фазон убаво. Залепи тоа. И одговараше за времето реално кога и се погодивте, заради тоа што тоа не ни пазевме нешто посебно дали ќе одговара за времето, едноставно така нас не се свиѓаше. Нас не залепи. Тоа беше вашиот израст, ама се залепи воопшто со сето тоа што како што веќе ги напоменаш Корни Дефтонс и воопшто сите. Некако гледаш, правиме првите неколку песни, значи што беа направени, тебе ти прават кеф онака, значи стварно е окей. Да, држа, мислам. Прво е тебе да ти се свиѓа. Така. Првиот first impression што се вика. А и да се свири воопшто пред како еден бенд да се свири пред таа публика, претпоставувам дека било едно големо онака задоволство заради тоа што пред секоја публика е задоволство, значи не е битно колку е таа голема или мала, значи нема рецимо мене лично клубските свирки ми биле стално Така најдобар впечаток ти некако тука ти е све, таа симбиоза нели со давање енергија и примање, така? Најубаво било. Мислам, голема сцена убаво изгледа, али ненормално е тешко да свириш на голема сцена. Не знам дали си имал прилика, али на голема сцена ништо не се слуша. Што е стално вечната болка на македонските музичари, усвари на светските, ваѓа сите си имаат истите проблеми. Така као собствените музичари од клуб е некако све помало, покомпактно, тука ти е све некако, стално би било поголем кез да свирам. Не бега звукот во далечина, муабетот е останува тука во зидовите. Тука енергијата ти е тука некако, што знам. Мислам, не викам дека не е убаво голема сцена, па друга е. Секој бенд ќе заслужува барем бенд што работи пред тебе, стално убаво. Тој адреналин е. Ама се си има своја предност, како што напоменуваш, секоја бина си има своја предност него све си има своја убавина. Поголемото и помало. Така, кажи ми за видеозаписите на Point Blank, ги затоа што немам ја правено видеозапис. Немаш работено, а имате во план да соработуваш и да правиш некоја твоја идеја конкретно за правиме да реализираш некој нов материјал да ќе правиме некој трет албум да извадиме. Така? На малку споро иде, ама ќе биде, нели не брзаме нигде. Тука сте, така што ќе завршите и сето тоа. Еден спот најмалку ќе Одлично. Се потрудиме да биде тоа така малку на некој ниво, да речеме. На повисоко. Не продукцијски, него по така суштински. Одлично. Покрај соработката со воопшто работата во и творењето во Point Blank, имаш работено видеозапис за Смат.
ако не се лажам, Да. за едно доста кул остварување кое што многу потребно за воопшто и за бендот, и конкретно и за самата хардкор сцена, заради тоа што реално на тоа ниво не можам да кажам дека некој друг видеозапис имам забележано дека сработен, заради тоа што и на многу моќни начини ја долови енергијата на бендот, кој што има на нивните живи настапи, нели? Тоа беше поентата да се, што не можевме да направиме некој скупџиски спот. Така? Финтата беше во рамки на тоа што го имаме да го направиме да изгледа најбаје. Така, you do what you can with what you've got. Така. Да биде тоа така. Срце на бина е одлично, значи одлично реализиран и исклучи све. она баш на Headbangers Ball и на која и да е светска музичка онака телевизија која што кој што знае што е квалитетен видеозапис, мислам дека своето место си го има овој спот најдено, така што во текот и екот на тоа која е тежината и работата на спотовите во ден денес. Да. Мислам дека повеќе од важно е да има спотови на бендови кои што барем смат имаат работено децении зад себе и не само тие, туку голем број на бендови, затоа ги напоменувам за Point Blank. Многу е важно да се остават видеозаписи заради тоа што тие говорат за тоа време. Така. Затоа што ако ги нема, реално на кого останува музиката, барем во визуелен план. Па добро, в принцип музиката едно е музика, друго е визуелното, значи. Така. Мада денешно време, значи поише се гледа музика, а не што се слуша, нели? Затоа што најчесто и не ни има каде да се Реално да, главен канал за слушање музика не е YouTube, што е малце така трагично, трагикомично. Али така луѓе се поише да играат и ја гледаат музика, него да слушаат, така да спотови се Мора да си го најдат така своето место. Барем можеш да проговориш за естетиката на видеоспотовите на 80-тите и 90-тите, заради тоа што секоја деценија, нели, сепак си има свој тоа време има дури влијание. Мислам по-голема тежина имаат спотовите. У тоа време, значи, спотови 80-90 години све е тоа на филм снимано, значи на филмски камери се снимани. Значи сериозни продукции. Тоа сега кога го видиш изгледа малце смешно. Технички збориме, пошто нели технологијава отиде на многу напред. Сега со многу малце можеш да направиш лук каков сакаш. У тоа време, значи, поставката на снимање на музички спотови било исто како филм, само што траело многу кратко, нели? По 3-4 дена, како краток филм. Така, краткометражен филм, баш така. Сериозна екипа има работена, значи, на тие проекти, што е така. Така што е сериозен потвод пред се. Денеска можеш да земеш апарат и да снимиш спот што боле ќе изгледа тие спотови. Да, меѓутоа значи актери ангажирани со сите ниша. Супер професионално. Меѓутоа имаат свој дух на таа ера во која што се работени без разлика ли завршувале на ВХС или во каков и да било формат. Сите завршиле на ВХС со тоа време, пошто телевизија ВХС. На што друго и како можеш да исподелиш. На пета, да, нема што друго. Меѓутоа, каде е тука просторот за креативната слобода, односно за поставување на печатот во видеоспотовите? Ти си по видеоспотови зависи за што правиш спот. Ако збориме за смација конкретно и бендови од тој тип, имаш слобода. Правиш поише, кога правиш комерцијален спот, речено комерцијален за мејнстрим, поп спот, си мање више ограничен. Не мање више, него си комплетно ограничен, пошто како ти кажам, никој не гледа таму што е причала. Така. И сите гледаат кои ќе видат девојки на спотот. Така. Кои коли ќе видат. Автомобилите. И како ќе видат облечени и кои ќе ги шминка. Да, тоа е круцијалното и пресудното, така. И да изгледа добро. Така. Да, тоа е тој феноменот дека тоа е уште ми е, како ти кажам, мистерија. Како луѓето можат да се навлечат на тоа да изгледа нештото добро, форма наспроти суштината. Добро. Тоа претпоставам дека честа сугестија е на сетовите, да го направиш да изгледа спотот. Моје искуство, јас сум правил спотови за поп музика, у принцип, немам никакви проблеми со така. Сме се договарали с него. Се додека ги има автомобилите, се додека ги има девојките. Во рамки на тоа, значи сега
Јеби га, како ти кажам. Да. Нема друго. Тоа се критериумите кои што Тоа треба се да тие бидат критериуми, мора запазени, да. запазиш и тоа е тоа. Што реално кога би се направила паралела, затоа што сепак ова се мејнстрим спотови, значи за поп музика, што не верувам дека тоа биле и критериумите во претходните децении, барем во светски рамки. Не, во светски рамки пак ти викам. Сериозно се работело на спотови. Значи сериозни режисери имаат работено на спотови, што ја не знам конкретно. Мада не работел на мејнстрим спотови, Мишел Гондрин не знам. Да. Гондрин нели режисери има нели тој Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Така. Имаше тој, мислам дека втор филм и Оскар за него. За Да, сценарио меѓутоа има пак, он е многу сериозен режисер. Неговиот бекграунд уствари од музички спотови. Да, од таму има спотови влезен. цел живот за не знам Бjork, за Foo Fighters, за не знам. Меѓутоа страшно добро изгледа. Он е сериозен тип. Дейвид Финчер има работено за Perfect Circle. Таму искочен исто и он е спотџија. Пример. Да, значи Не и само тоа за него. на лента, значи баш како што напоменуваш, онака со сериозна екипа. Продукција, да. И изгледа фантастично да гледаш бенд кој што едноставно е поставен во гаража и го прави да изгледа како да е осмо светско чудо, онака. Значи изгледа феноменално и тие спотови. Филмски лук, да, има. Кој долго е тоа. Мартин Скорсезе има правено спот за Майкл Джексон. Сваѓаш оној бед, не знам дали го памтиш тој. Така со глушецот. Не бенд беше тоа, бед. Со паркинг. На паркингот кога нешто се припуцаваат и играат нешто. Таму тој има Мартин Скорсезе. Џон Лендис нели има работено за со зомбијата спотот Трилер, што да. го има за трилер. Да, ма тоа не знам дали се гледал цела верзија, 25 минути трае. Да. Верзија и кошта $2 милиони. Тоа е краткометражен филм. Не, тоа више влага у, како ти кажам, ке нас долгометражни филмови, толка и буџет. И тоа се буџети на времето кога 2 милиони вределе многу повеќе. Не знам која година е. Така, тоа е. Си некоја може да е. Не ми текнува. И тогаш вределе 2 милиони. 2 милиони сега се во американски стандарди, да, ниско буџетен филм, Нема, онака. у Америка испод 5 милиона е лоу баџет, така не са пат. Така. Ке нас, како да ти кажам, 5 милиона. Со 5 милиона снимаш 5 филма ладно. Така и имаш онака кусур за да снимаш се живо и диво. И ке заработиш пари, да. Кажи ми, гледаш затоа што споменуваш YouTube како трагедијата, конкретно тука што се врзува дека преовладува да биде единствениот медиум каде што може да се пласираат видеозаписите. Што сметаш, на што се должи таа ригидност во контекст на медиумите, да експонирањето на видеозаписите да не го сметаат како составен дел од нивниот забавна програма? Нема забавна програма кај нас. Така? Значи медиумите кај нас функционираат, пуштаат програма што им носи пари. И пуштаат музика кога нема што да пуштаат друго. Да, онака програмата се пополни. Не имало, нема ни да има најверојатно специализирана телевизија кој што MTV рецимо, светски рамки што Кај што беше MTV, заради тоа што речеме, MTV да, денес Оскар се нема, реалити да, шоу, да. TV-а кои што преовладуваат, нели? Што е музичка телевизија? Тоа ќе нас ние нема никод да го барем ние, нема да го живееме да го видиме, може понатака. Најверојатно нема да има више ни телевизија, пошто како иде. Се ќе оди вирално. Па Бај. све иде на интернет, да, нема милион пропаѓа и печатени. И сметаш дека баш таа неисплатлива економска страна на Апсолутно. видеоспотовите е причинител зашто не може да се најде? Пари. Така. Медиумите мора да функционираат со пари, мора да заработуваат пари. Спотови не носат пари. Него им взимаат термини. Океј. Тоа е една проблематика која што не само Македонија, од Ангерија се затоа MTV ги спомнав заради тоа што буквално музичките Сегде на друго место има музичка телевизија. Мислам дека само кај нас нема музичка телевизија. Една Албанија да земе има 3 музички телевизии или 4. Што функционираат само со музика. Значи сепак било изводливо. Све се може ако се сака свеќе. Така. Значи можеле да се Само кај нас ние пренапрегнат по тие шорткатите цело време ги фаќаме, кај што полесно за пократко време се заработуваат поише пари. Так. Уште еден мотив кој што е забележлив во твоите филмови, нели? За медиокритетот додека се враќаме, како Нема кај нас услов. никад нема да прекина се слави тој нели медиокритет. Што сите сметаат дека не е. Уствари се узабуда дека не е. Дека не постои.
фигурира како таков. Кажи ми, прашање кое што се врзува и на план на и на филмски план и на музички план. Некој сценарио кој што планираш да работиш во иднина или нешто, некој проект кој што забите сакаш да ги поставиш во него, барем во овој период? Па имам поише проекти што ќе ги работам понатака. Само малце тоа исполно се движи сега. Ше еден краток филм ќе се работи најверојатно за така една година од сега, може и помалце. Значи е предпродукција некој фазон ќе се влегува. Сега е у фаза на сценарио се. Се шлифа помалце се. Така се спрема. Така да значи ќе оставиме на да изферментираат и да си ги најдат свој, да си го најдат својот сценарио. Мора да се обезбедат средства тоа малце така. Спровиден кај нас. И конкурсите се тие 2 годишно се мора или ги фаќаш или не ги фаќаш. Ако не го фатиш едниот, чекаш другиот на 6 месеца се. И тоа е уствари најголемиот проблем, што Така мора да обезбедиш пари, да може би одговарало повеќе да се даде поголем буџет на фондот и да се распределува тој побрзо. И не е така страшен, во принцип, не е толку лош буџетот што го дава фондот, све е окей. Само што тие се конкурсите кои ние зависиме само од еден извор на пари, што е филмски фонд у Македонија, што во принцип дава окей средства, многу повеќе него другите земји што даваат. Ама немаме приватни продукции кај нас, нема финансиер, нема некој што може да ти даде пари да снимиш филм, како што е вајда сегне. Така, и затоа се бараат копродукции, барем за посериозните за кратки филмови, во принцип, копродукции. Има, така. Ние имаме рецимо за што го снимавме, али тоа беше у техника. Мислам и тоа е пари. Сепак олеснителна околности, не? Ако не, значи тие треба да ги платиш иначе. Така да тешко во принцип пари да обезбедиш многу тешко, иначе идеја има колку сакаш. Да. Тие не застануваат. Кажи ми во контекст на Point Blank и кажа дека се работи на третиот албум, концертни активности ви следат на повидок се во овој период? Па да, малце ќе посвириме, да. Вредно време беше онака да се има забав во сцената. Така. Аман више ајде. Така, еден фестивал ви предстои, D-Fest, ако не се лажам. Фестивал, кој е многу убаво што воопшто екзистираат фестивали кои се во летниот период, каде тоа мислам дека едини што екзистира сега, нема друг. Само тој тип на фестивал. Така, од тој тип на летни фестивали, ако сепак нели имаме во есенски, зимски, кои што се во затворена форма. Меѓутоа, многу се важни баш поради тоа дека го шират и туризмот, ако ништо друго, заради тоа што придонесуваат многу и за самиот град, а и за ширењето воопшто на култура. Така што, значи, учествувате на D-фестивал и потоа претпоставувам дека имате еден интересен настап. Во Букуреш, да, на 3 август сме Букуреш свириме со како предгрупа на Корн. Одлично. Е интересно. Еден од бендовите кои што имаат влијае на оформувањето на не само на вашиот, туку и на многу бендови. Значи се еден постамент на модерниот звук, така што претпоставам дека е голема чест да се свири да се дели бината со Джонатан и екипата негова. Не. Тоа е дури онака, не само што е чест, дури и предизвик малце. Претпоставам дека ќе се стегнете доволно за да си го свирите вашето. Тоа е проблем. Ние активно сега пробуваме, правиме вежбаме. Што малце сме заредјали, нели? Добре. Треба малце да се вратиме во форма. Мислам се враќаме више. Све е окей. Така да едва и чекаме. Се надевам дека некаков видеозапис ќе искочи од сето тоа. Па би требало, да. Ја мислам дека ќе закрпиме нешто од таму. Одлично. Може тука да направиме една кратка музичка пауза и да слушнеме уште еден бенд кој што е доста значаен за оформувањето и на звукот на Point Blank и воопшто е еден модерен крик на едно време. Стана збор за Deftones, више еден од бендовите кои што верувам дека и на тебе имаат извршено, мислам, затоа и го донесет, затоа имаат извршено големо влијание. Пред се, на таа чудна кохезија и неповторливост која што има овој бенд.
И Се прилично оригинални, да. И ретко кој може да направи омаж на тој звук заради тоа што го имаат печаток. печаток. Defton Sound, нема тука нешто посебно што да се објасни. Така, значи во продолжение слушаме Минерва, Hexagram и Needles and Pins. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, хорор емисијата Данс Макабре, 236-то издание. Со мене во студиото е Владимир Митревски, со кој што во оваа емисија изборувавме за сето тоа што тој го има снимено и на музички план и на филмски план. И во овој дел, затоа што сепак станува збор нели за концептуално врзана хорор емисија и многу интересен аспект е тоа што секој гостин од која проминенција и да доаѓа тука. Убавината е што има свој прилог и негово со самото тоа што ќе го даде своето гледиште на жанрот. Онака сосема е важно друг агол, со друг поглед да се даде врз сета таа култура. И многу се важен тие нов пар на очи кои што ќе паднат и ќе осветлат можеби едно видување на самиот жанр. Кажи ми, според тебе, заради тоа што веќе и надвор од емисијата и во емисијата нешто дискутиравме за тоа кои хорор филмови според тебе сметаш дека се релевантни за самиот жанр, ме интересира што е тоа што го имаат хорор филмовите што го немаат другите жанрови. Значи што е уникатното во нив според тебе? Па уникатното е крвта во секој случај. Хорор филмовите како ти кажам, се во последно време хорор филмовите се така малку посумњиви, нели, се посумњиви ги прават. Што нели влезе во таа Б продукција, хорор не е више не прават големи филмови кои што прават порано. Рецимо ја право ти кажам, не ги пратам сега во последно време хорор што искачат. Освен 2007 година искочиле шпански хорор, не знам дали се огледал, Ред се вика. Да. Ред. Така. И тоа ми остави онака впечаток многу сериозно направено, свеќе на баш документарно сниман филм. И многу забеган, 3 кадри е цел филм онака, баш. Да, меѓутоа интензитетот, атмосферата, тоа е прав хорор, значи оној суспенс што го има тој филм е естетски исто како старите хорори порано што се прави. Така и сета клаустрофобија во зградата. Нема фейк фейк суспенс што се вика, него е баш све реално до даска направено и многу интересно. И буквално до последен кадар го држи гледачот и не му дава простор да вдише. Не. Тоа е сериозен филм, онака ефтино направен, се гледа дека продукцијски не е голем филм. Така. Али меѓутоа се потрудиле. На прави места Фернандес и компанија ги има дадено парите и многу добро, барем во таа продукција шпанците ја развија баш тие студија кои што ги отворија со Brian News на благодарение во Шпанија. Значи ги вложија на прав начин да го развијат онака шпанскиот хорор филм. И Рец беше еден од најуспешните проекти. Тој го знам, усвари шпански хорор, немам гледано друг искрено. И имаше нели продолжение 4 севкупно. Да, гледам дека има продолжение баш прес како чачкав нешто на компјутер, дека имаме, не знам дали се тие истите најдобро екипа. Пакување можеби Ред Скеци двојка да се гледаат еден до друг заради тоа што настаните во двојката се 5 минути по завршувањето на првиот дел и буквално како дабл бил онака еден по друг се mind blowing, онака атмосферата ја задржува вториот дел и одма го продолжува настаните што се случиле во самата зграда. Истите двајца режисери ги имаат работено нели Пако Плаза и Хауме Балагуера и тројката се поделија. Као за тројката Пако Плаза го режираше, а за четворката Хауме Балагуера. Тројката излегува од начинот на снимање во Кецот и двојката, значи дури користи не е веќе found footage, значи не е рачно снимање, туку дури има свадбарски кадри заради тоа што на свадба се случува и четворката веќе нема found footage воопшто. Значи сосема кадрирање мејнстрим онака како што секој холивудски филм може да се погледне. И за сценариото да не зборувам колку трпи. Меѓутоа Кеца и двојка во една ноќ толку успешен тој филм можеме да очекуваме нели холивудски ремејкови. Да, имаше Карантин. Карантин е холивудскиот ремейк на овој. Така? Да. Ете, Карантин веќе е направен, имаше дури
Карантин двојка кој што немаше никаква допирна точка со оригиналот. Значи американците квалитетно забегаа во ремејкувањето на филмот. Они прават све што се продава, нели тоа е нив главната. Во дадениот случај затоа што ги спомна она баш филмовите кои што има многу мал буџет да заработа многу, на таа девиза нели се игра со тој found footage cinema very Па ете, нели тоа почна Blair Witch Project беше мислам дека прв од тој тип. Најуспешниот. И како да ти кажам, тој филм што ја може да видиме направен за $50,000, има заработено 300 милиона. Тоа е ненормално е тоа. Сега што е стварно сериозно. Да, ја продолжи таа традиција која што имале, не знам, Nightmare on Elm Street за буџетот кој што бил работен, нели, за Фреди Крюгер. Тие се поголеми филмови многу тоа. Да, за разлика од него, да. Меѓутоа сепак заработиле многу врз основа на тоа колку мали буџети имале за своето време. Меѓутоа овај ги отвори вратите баш на голем број на режисери наводници употреба, заради тоа што со многу мала опрема и со минорна идеја сметаа дека може да протне. Океј, у принцип, мислам, тоа е не за добро извозен филм. Не за Blair Witch, туку за бранот на режисери кои што се родија, кои дојдоа до Paranormal Activity и до сите тие Blair Witch имаше суспенс, дури и во маркетингот, освен тизери ништо немаше, значи ни трейлер не се појави што се вика на филмот. Па нели беше тоа фама крената дека тоа стварно се писало, нели дека Cannibal Holocaust аспектот се употреби уште еднаш. Гледајте што најдовме ние, види, богати. Мислам, тоа очигледно функционира, свееш маркетиншки. Меѓутоа денес тоа се, тоа прошло во. Помина таа финта. Што пред се кај тебе остава по јасен, односно што за тебе остава подобро беше кај еден хорор филм? Сценариото, атмосферата, ефектите. Види, сценариото е стално пресудно во принцип. Ако немаш добро сценарио, немаш филм. Добар филм. Воопшто. Нели тоа е она starting point, што се вика. И ефекти. Види, пресудно од ефекти у хорор филм е у принцип звучните ефекти. Така. Да се игра со нервите на слушателот. Го прават звучните ефекти. Значи колку и да тоа, ако ја трнеш музиката или било каков саунд дизајн што направи на филмот и ги оставиш сите тие незгодни сцени или што така направени, нема да има таков ефект ако ги нема тие звучни ефекти. Звукот е 50% во хорор филмот. Апсолутно. Меѓу другото во сите филмови или во хорорите е посебно многу битен. И од една страна имаш тој судир во креирањето воопшто на тој soundscape, односно на креирањето на звукот, заради тоа што еден е принципот кој го имал, например, Џон Карпентер во неговите филмови. Да, сите си имаат печат свој, сите различна музика користат. Сакав тенденцијата да ја напоменам режисерите кои што работеле во 70-тите и зашто се употребува денес од баш тие исполирани блокбастерски буџети кои што само се оди на волумен и на шок value во формата на звукот. Значи тоа се вика филмски газење, поуствари пренагазување, пренагласување. И се губи суштината воопшто на самиот ефект. Добиваш форма, а губиш суштина, да. Формата да, окей, ќе изгледа тоа све убаво направено, значи технологија денеска дозволува да правиш буквално што сакаш. Имаш исто еден хорор филм, не знам како се викаш, искрено ти кажам, баш гледавме со пријател мој што е снимател. Некоја нова камера што искочила, мала камера без врска, некоја таква конзюмер варијанта, со која што снимиле некој хорор филм, не знам, стварно не ми текне се како се викаше, и беше направен за некој баш онака ефтини пари и имаше објаснување дечкиве што правиле, демек сите сцени ништо визуелно ништо не гледаш ти. Све е звучно решено во филмов. Така. Значи сите тие незгодни сцени, една имаше таква сцена, нешто со воземјани беше направено, али онакви хруста да, не знам што прават, убиваат и тоа ништо го нема, само реакции гледаме од глумциве и слушаме звуци. Значи дејството реално го немаме, што се дешава, што гледаат они, свеѓаш. Али така верно направено и така добро да ти викам се потрудиле Apple онака за никакви пари, некои 15-20 илјади долари филм, полуметражен, има со сериозен лук и баш камерата беше целиот фазон дека со таа камера беше сниман тој филм, да видиш што може да направиш, што снимале дечкиве со оваа играчка. Така. Очигледно се постигнува ако ја имаш идејата. Не се сеќам како се викаше филм. Не ми текна. Да се надоврзам на тоа што ти кажав дека звукот е многу битен. Тој суспенс да се добива во хорор филм.
според тебе, каков е барем твојот став во поглед на CGI, односно компјутерски генерираната слика и аниматрониката? Односно, што за тебе би преферирал пред се како гледач, а и пред се како автор со кој што би работел кога би ги имал едното и другото? Правиш филм кој што треба да имаш ефекти, CGI-от е попрактичен. Пошто Да. Попрактичен. Тоа е Више сме навикнати да го гледаме, свиѓаш. Тоа ако користиш значи стара технологија, малце може да изгубиш. Добре. Што се вика. Значи преферираш визуелни повеќе, добре? Не преферирам, него времето више налага. Да тие CGI ефекти се присутни за ако више сакаш да направиш нешто што е нереално, значи не снимено. CGI-от е најбољи варијант. Кажи ми чисто онака информативно заради тоа што е едно science fiction сценарио. Според тебе што бара што е потребно за да има, односно што е потребно да се за реализирањето за еден долгометражен хорор филм во Македонија да се сними? Што би било најголема пречка можеби ако гледаш од оваа дистанца? Па не гледам да има пречка, искрено ти кажам. Значи филм не е захтевен у принцип продукцијски многу да се направи. Заради тоа што една локација реално може да или малте не неколку? Зависи колку голем сакаш да направиш филм. Реално светските трендови ако ги гледаме што се прават сега модерни понови хорор филмови се многу минималистички направени. Така се цели нели на Да, минимализам е све и реално ако тоа го копираме, значи ако направиме трендовски, ако го копираме, да се направи ке настап. Не треба нешто многу средства за тоа да се реализира, само треба некој што ќе напише добро сценарио и некој што ќе го изреализира тоа што онака не као проект, него да има желба да го направи, свееш пошо. Да, посветено сепак кон делото. Да, треба да се посвети, иначе не гледам пречка никако. Кажи ми, една проблематика со која што јас се судрувам со начинот на создавањето на трейлерите воопшто денес, барем тоа го имам во хорор жанрот, тој голем проблем и затоа до ден денес не гледам трейлери, заради тоа што се буквално сите најкруцијални и најзначајни елементи од филмот се собрани и прераскажани. Буквално секој ефект во магионичарската капа е изведен на површина и го гледаш филмот во 2 минути. Па, у принцип не е тоа намената на трилерите. Трейлер ти е реклама, практично. Така. Тоа му е намената на трейлерот е да го изрекламира филмот, не да ти го прераска, односно да ти го каже у кратки црти, значи до сега трейлер неам видено ја. У принцип што ти го прераскажува филмот. Не, сакам да кажам најдобрите моменти за да ти привлече внимание за да го гледаш филмот. У принцип ти тоа што го гледаш на трейлерот никад не го гледаш во филмот, нели? Мислам, тоа што го осеќаш во трейлерот никад не е во филмот. Трейлер е трейлер филм. Да, пошто е бомбардирано нормално. Нормално е тоа, мислам. Трейлерите такви треба да бидат у принцип. Нема друга логика да бидат другачи. Он мора тебе да ти каже гледај го филмов, многу е добар. Тоа му е намената. И он све ќе направи да го направи трейлерот да биде најбољи за да те привлече да отидеш у кино да го гледаш филмот. Значи, дури у Холивуд се дешаваат чуда сега. Кушијам слушнато дека дури оние продукцијски компании, односно дистрибуции, откупуваат филмови врз база на трейлерите. Да, нели. Што тие bidding wars нели влагаат голем филм, речемо, искача, не знам, со буџет од 100 милиона и се интересирани се повеќе дистрибуции и се објавува трейлерот и се јавува, не знам, Paramount. Да, се јадат онака, за 120 милиона, се јавува Universal, и ја 135 ке дава. Врз база на трейлер, што е сулудо, свеѓаш, мислам, ако не го видиш филмот, ништо не си видел трейлерот. Да, тоа е 2-минутна верзија онака. Што кога гледаш реклама за пиво, најбоље направена, и го пробуваш пивото, и ти се блюе за 2 минути, свеѓаш. Меѓутоа да, убава е рекламата на телевизија. Или ја гледаш рекламата и отвораш, не знам. Да ги кафана купуваш. У која што само тоа ќе слушаш. Само такво пиво, без база на рекламата. Да, и кога го отвориш, знаеш уствари што имаш добиено. Разводнета верзија на кога ќе погледнеш филмот, имаш разводнета верзија на трейлерот. Не, све тоа е окей, ама не можеш трейлер, тоа сега да ти кажам. Так. Тоа е реклама обично. Тоа мора да биде таква, мора да биде набија и да изгледа. Дури има сега фестивал него го што за трейлер.
даваат награди кој има направено најbolji трейлер. Одлично, најдобра реклама. Меѓутоа проблематиката се јавува во тоа што веќе ги знаеш тие сцени кои што треба да те остават да ги погодиш во филмот. Онака како гледач ти го иззема искуството заради тоа што веќе си предодреден, дури и крајот го има во некои трейлери кај што е забележлив, односно круцијална сцена во самиот крај. Чисто онака како гледачкото искуство го намалува со самата доза дека предвидливоста на самиот филм се губи. Точно, не гледам ние трейлери, да кажам, чисто ради тој момент сакам без спойлери да гледам. Поготоа некој што чекам да искочи. Зашто да гледам трейлер? Така, не сакаш апетитот да си го расипиш. Не, нема сврка, мада тоа поише се практикува. Ја знам многу луѓе што го гледаат трейлерот и кажат, ова е добар филм. Сега ќе мора да го гледам. Мислам, значи функционираат, само да ти кажам тие трейлери. Да, многу јасно. Кажи ми според тебе кои се оние режисери, хорор режисери кои што ти имаат оставено тебе онака најголем впечаток? Види, ја хорор режисери у принцип не знам, ја ги знам овие барем делата по кои што се препознаени. Да. Ја ќе ти кажам режисери што се големи режисери што направиле по еден хорор, да речеме. Јасно, али што оставиле било маркантно дело. Печат, да. Би се задржал на овие големи, рецимо, не знам, Роман Полански, спомнеме, со Розмарис Бејби, што е Што за тебе оставил најголем впечаток од филмот? Онака што допрело најмногу до тебе? Кога си го гледал тој си рекол Полански направил нешто со ово. Полански мене ми е еден од најмилените режисери, значи он е најбољи сторителер. Заедно со Мартин Скорцезе, рецимо, Скорцезе нема направено хорор до сега, али они двајца се има Cape Fear го имаше доста не, тоа е доста таков гриди трилер. Апсолутно. Гнасно трилер. Он е мајстор за тие. Филмови. Значи он и Shutter Island нели последно. Не е хорор и тоа, али да. Океј, има потреба на елементи. Апсолутно, да. И значи Полански како и Скорцезе е најбољи сторителер. Значи он ја вози приказната буквално да не можеш да трепнеш додека гледаш. Така. И тоа не е само хорор филмови, значи он мислам дека тој има единствен хорор што има направено. Ако може да се смета и тој за хорор. Добро, The Tenant го имаме тука, имаме цела трилогија. The Nine Gates со Џони Деп, нели, да. Има дури првите филмови кои ги има работено, нели, Полански, црнобелите филмови додека ги работел, се као човек кога иде друг човек да го убие онака на спиење баш. Значи, али не му се жанровски хорори, не му се тие. Има сцени, има елементи, да. Има силно. Овој е најхорор може до сега. Онака што дефинитивно го има оној суспенс на хорор, таа тензија, таа атмосфера. Така, значи, сметаш дека барем атмосферата е еден од клучните елементи кои што го врзува. Атмосферата е све. Значи, тој суспенс, хоророт е да те држи и да те утепа на крај. Тоа е целата поента. А Розмарис го има тоа? Го има, да, апсолутно. Или Хичкок е дека спомнам, он е The Master of Suspense, нели? Така, модернизаторот на жанрот. Да. Значи, не знам, тие големите филмови, негови Психо, рецимо, негов најголем филм, жанровски хорор. И Птици. Птици, поготово Птици. Тоа е, како ти кажам, да текне такво нешто, треба да си скроз одвеан у главата. Мислам, и да го направиш на тој начин како што го направил, толку верно да е тоа, кога го гледаш. Тоа е 60-тите години. 60-та рамно, мислам дека е година. Не, Психо беше 60-та. Ако не се лажам, е 57-та, мислам дека, или 59-та. Тука се еден до друг, баш тоа е неговиот славен период на влегувањето во жанрот. И Хичкок, посветеност. Ќе спомнем исто, он е најспецифичен од сите. The Fly, да речеме, и оној Existence, не знам дали си го гледал. Кроненберг ми е најомилениот режисер, така што за тоа можеме да говориме доколку сакаш. Он е исто многу еден од најоригиналните режисери, да речеме. Што во The Fly, што те привлече, приказната или реализацијата? Повеќе. Па приказната поише. Така, значи реализација, хорори у принцип генерално сите имаат така слична естетика, не цимаат. Но освен модерни сега што ги пукаат со ефекти, нели тие постарите што се естетски се мање више слично решени сите. Иако да, приказната старењето и распаѓањето, класика Кроненберг, значи тоа само он може да го направи. Тоа е тој боди хорор, него. Да. Тоа е кој што е препознав.
многу оригинално направено. Зошто Existence? Тоа е еден од филмовите кои што ретко ги издвојуваат кога ќе се каже Кроненберг, онака дури е подзанемарен Existence. Да. Што те привлече воопшто? Не знам, Кон тоа овој е, филм. не знам како да ти објаснам, не може да не те привлече близок тој филм. Тоа е генијално направен филм. Значи прво треба ти текне такво нешто да направиш. Така. Или не е битно да ти го дадат тебе сценаријата на Existence, не знам дали некој би можел да го реализира на тој начин како што направи Кроненберг. Тоа е скроз, како да ти кажам, генијално. Одлично, заради тоа што тој е еден од подзанемарените филмови онака Да, и као адаптација, видео игра, реалност, нарушување и као имаш што се фокусираат најчесто филмската критика се фокусира на многу други филмови и кај него и тие многу сублиминален хумор има во тој филм. Онака си поигрува и со самиот жанр. И затоа тоа е брутален хумор, ја би го нарекол. Сваѓаш, не е баш несмешен хумор. Сваѓаш, има елементи, ама не знаеш дали се насмеш или да не се насмеш. Како да ти кажам? Тоа е еден од последните каде што има изразито, можеби, па не ни има изразито, заради тоа што телесниот хорор нели го напушта многу години претходно, ама има доста убави џојстици нели кои што се направени. Не, све тие геџети направени се многу оригинално, ти викам. И баш като тој пасив агресив пристап, нели он све е споро, а све е брзо. Некако. Дејството те некако го вози споро, а уствари све тече многу брзо. Се многу брзо. Да, и тоа е многу голема способност. Го совладува времето на негов својствен начин, очигледно. Апсолутно, он е еден од поголемите филмски мајстори. Значи да ги трнеме хорорите на страна, другите филмови што има работено се. Еден Eastern Promises со неговите последни остварување, маестрално одработен филм. Мастерпис е тоа. И со одлична актерска екипа пред се, нели? Кој што може да го донесе филмот на тоа ниво. ниво. Утка. И многу како да кажам, Кроненберг не фейка сцени, не знам ти дали си баш на Eastern Promises таа сцена што е во бањата, да. Страшно е тоа, мислам. Тоа Виго феноменално го има одглумено и аглите како ги има фатено. Многу сериозно, добро направено таму. Мислам, онака језата фаќа дури како е решена сцената. Дозволува Кроненберг да оди на суството еден чекор повеќе, дозволува да го улови тоа на камера. Онака баш му дава оној реален тач. Не фейка, не е... Не, борбата дефинитивно има извадено многу. Како... Не. И дури изгледа онака како еден долг кадар да тече во таа борба. Значи, многу моќно решено. Голем филмски мајстор. Освен Полански и Кроненберг, имаш да од таа генерација заради тоа што ги спомнуваш од 70-тите, претпоставувам дека има... Добро, неизбежно е нели Кюбрик да го спомнеме. Така. Со Shining, нели, тоа е исто големо филмско дело. Што за тебе е што според тебе го издвојува Shining во сите други технички? Така. Технички Shining е значи првиот филм снимен со Steadicam, не знам. Така знам, да. А уствари не е првиот филм снимен со Steadicam, него првиот што е толку изманипулиран Steadicamот во естетика на филмска. Првиот е Halloween, снимен тој opening shot што е со низ очите на детето. Да, тоа е Steadicam. Значи прв пат користен, али практично се рачуна, неофицијално е Halloween, официјално е нели Shining. Добро, Карпентер си бил свој реформатор, очигледно. И одлична манипулација пред се на естетика. Тоа е не, ама тоа е присудно ствари во филмот. Иначе немало да, значи на статика ако иделе, што тоа е затворен простор цело време, значи дејството се дешава во еден хотел, без разлика колку е големината и волуминозноста на хотелот, нели сепак да го нема тоа движење на објективот, тој point of view од очите на... Тоа е присудното филмот, значи, пошто тоа е психолошки хорор, реално. Немаме некое дејство како во ние слешер хорори, рецимо, кои што се колат и се и лета крв на сите страни. Имаме такви сцени, али... Лета крв и тука, тече крв, не лета, туку тече, да. Истички другачи решено тоа, многу по на ниво погоре направено. Заради тоа што пред се е добар режисер, кој што без разлика на каков жанр да му се фрли на Кюбрик и да застане да го работи, ќе го со бравура ќе го реализира сето тоа. И до ден денес Shining е еден од филмовите кои што се синоним за самиот жанр и синоним на правење на добар филм. Апсолутно. Независно од жанрот кој е.
Без разлика на преписките со Стивен Кинг и адаптациите. Тоа е вечната борба е помеѓу сценаристите и режисерите, пошто не постои режисер што добил сценарио, а не го сменил, мислам го адаптирал. Пошто едно е на папир, друго е на филм. Филмскиот јазик си бара своја посебна, нели? Не, едноставно не ти функционира нешто што е напишано. Добро е напишано, ама не ти функционира на слика, како ти кажам. И тоа не може да си го да се помират со тоа, поготово писатели од типот на Стивен Кинг, како ти кажам. Да, и затоа си го било јака борба. И тоа како затоа си го адаптираше, нели, Стивен во ТВ серијал. Освен овие филмови, од модерните го спомна Рец. Да, модерни други не знам право. Така. Така малце скарам со модерниве хорори, затоа ти викам ке се ти кажав уште на почеток ќе се задржиме полнце на овие постариве по-класици што се и да се малце и досадни за дискутирање, ама воопшто не заради тоа што секогаш може од реално имаат филмска структура, значи и дејство филмско, независно од жанрот. Жанрот е нели хорор, нели буквално работен филмот е работен по сите стандарди. Така. За голем филм збориме. Без разлика на буџет. И Дракула да го земеме рецимо на Копола. Добро. Тоа е 92-ра. 92-ра почетоците, да. Да, тоа е исто многу голем филм. Мислам, епско дело. Излитена тема е Дракула, значи филмоване милион пати, али тоа е никогаш на таков начин. Никогаш на таков. Толку со таква тежина не е направено. Многу сериозен пристап и од страна на актерска екипа и страна. Нема утката. Нема. Уште еден од тие филмови кои што одбележаат 90-тите пред се заедно со Silence of the Lambs. Да, Silence of the Lambs не влага, има елементи и таму на хорор, али генерално тоа е класичен трилер. Жанр. За канибалец. Да. Така, тие употребата, елементите кои што ги нуди жанрот се достапни за комбинирање и хибридизација со сите филмови, заради тоа што живееме, нели, во постмодернизам, каде што немаме чист жанр и не ни постои чист жанр, нема пуританство нормално, меѓутоа оставени се тоа ехо, односно одблесоците на одреден жанр, кои што се употребуваат тропи, малтене, кои што се употребуваат во најразличен хибрид за да се оформи една целовита приказна. Така што затоа и ги имаат сите тие елементи, затоа вампиризмот, нели, во Дракула е еден од тие вечни мотиви кои што се врзуваат со самиот жанр, без разлика на тоа дека акцентот може би да биде ставен и на самата драматургија, нели, драма. Надвор од емисијата говоревме за ТВ сериите како малиот екран дека запоседнува во што гледаноста денес, значи тоа е еден феномен каде што дури и актери кои што излегле од малите екрани, завршиле на големи, се враќаат да глумат во ТВ сериите. Тоа е заради пари. Така Јасно. се вратиме значи назад, денеска у телевизија во Америка има многу повеќе пари него во филм. Така. И многу поише се инвестира, се поише се инвестира во тие телевизиски продукции, што стануваат се посериозни и посериозни, значи големи и сериозни серии се прават. Што имаат филмски структури. Да, не е она класичен ТВ пристап на изработка, него се сериозни продукции. Да речеме, не знам, едни Game of Thrones, што мене реално не ми се свиѓа таа серија. Имаат 8 милиони фунти буџет по епизода. Тоа е се ненормални цифри, мислам, за телевизиска серија. Тоа порано било непоимливо. Толку пари да се трошат за една за телевизија, за нешто што иде на телевизија. Меѓутоа и жанрот си има доста голем замав, барем на ТВ екраните. На ТВ више нема што не е застапено од жанр. Значи буквално све има. Така. И ја спомнавме Стрейн, спомнавме на емисијата како еден од тие добро конципирани ТВ адаптации и на книга и на стрип воопшто. Меѓутоа, што, ете, според тебе има таа серија, затоа што филмска структура, така. До даска, значи, онака нема тоа телевизија таму, освен што има телевизиско траење. Да, што е поделен 10-часовниот филм во иначе тоа 45 минути епизоди. Скроз филм до даска, од значи структура до пристап на кадрирање, значи до сите елементи што ги содржи филм. Нема, мислам, тек на дејство, значи немаш
влечење со сила како порано што ги правеа сериите, чекај сега. Дали ќе се спаси или нема да се спаси херојот на Нема крај. што и фейк суспенс што се вика. Овдека е све буквално почиња од А точка стига до Б точка како филм. Буквално. И сериозно направено исто. На лук таму ти се застапени многу тие CGI елементи. Да, и тоа како Телевизија, значи колку многу се користи више CGI у телевизија. Исто снимане на филм таа, на трака се снима. Што Во време во Холивуд више не се снимаат филмови на лента. освен неколку режисери кои што со сила го Да, туркаат тоа. со сила и кои имаат пари. Мада ќе попуштат и тие, мада се враќа сега све назад некако суштав. Така гледаш така некоја тенденција за филмот се враќа назад, пошто у принцип цела финта беше со овие дигитални камери што исклучат тој ред нели и Алекса тие се камери, Ари напред Така. камери, ред напред камера, тие се застапени во Холивуд кои дигитални камери што коштат многу помалце у рентал за снимање и не да. трошат трака, нели можеш да снимаш бесконечно многу, да, текови, додека не ти имаш умре картински актерот скори. на Да, може да снимаш на колку леќ. сакаш, буквално Дейвид Финчер у оној social network ваljda си Да, го да, гледал. да. Првиот opening shot што е нели кога седат они двајцата и прават муавет у овакво тој кафичот, нели Така. 10 минути трае таа сцена. Има 120 дубла направено. Значи тоа е непоимливо кога снимаш на филм, пошто продуцентот ти стои на глава и додека мере трагата куца и таксиметарот, значи Така. на метро $1 трака. Толку И кошта. не можеш да си не се можеш да опуштиш се ти. заебаваш. Да, да, да. Реално Ќе мора во Подобро е one да се take снима на или филм. два тейка да се сними таа сцена. тоа е уствари крафтот се гледа и има многу влијание и таа и филмската камера, пошто ти не можеш да дојдеш на сет и да тестираш. Мора да бидеш спремен. И тоа може би вади и од актерите подобар перформанс заради тоа што знаат дека Сите се мора. поангажирани. Сите се повклучени. Сите се поангажирани, едноставно, вака се сите полабави и практично кога ќе видиш што си ти спаѓа, ти си зашо рецимо филмска продукција со камера на трака што снима, ќе трае 6 недели, ова ќе трае 10 недели. Значи парите пак се трошат, зашто Така, сите така. поопуштени тестираат, па ришат им прават. Да, да. Еј, ама не ми се допаѓа, и утре пак се отпоново, да. Што порано имаше дейлист, Да. да снимаш Раши се. дента, па нели Да, развива се развива и навечер и гледаш. вечерта гледаат што снимиле дента. Сега имаш дейлист цело време, сваќаш. Така врати едно 10 Да, секунди. ај пушти ми го еве. последниот кадар, ај пушти ми го тој пред 2 дубла. Добро го имаме, ајде. Ајде. Ретко и тоа дори се случува. Амбициозните барем автори Така да се бараат враќа, 100 на кадар. голема брат да се враќа прак. Нешто има муабети сега дека овие сите овие неколку години се тоа мислам. 4 години се снима на дигитални камери Холивуд е направено за да може да се испромовираат камерите, дека функционираат А, така. и да се користат од телевизиски цели. Најс. Убав И сега ангажман. филмот практично ќе се врати и ќе се снима све на трака. Што у принцип има добар маркетиншки трик. За да си се продаде Ако е тоа опремата, така, јасно, ако значи. тоа е намеравање, меѓутоа имаме каубојци како Тарантино и Кристофер Нолан кои што не ја даваат филмската Па лента и за не живот, само они, више. Пол Томас Андерсон. Андерсон не дозволува тоа да му се чепка во мастерот него. Тој до мастер ваljda го Така, гледаш. да. Тој е на 17-ка трака снима. Да. Тоа е 7 или во што и да Не, е. не е битно прикажувано големијата тоа. 17-ка трака е, Така. како ти кажам, тоа е дупло поскапо него 35-ка. Меѓутоа кадрите што се снимани на плажата Нема, со нема. моторот изгледа феноменално. Шатер Елен снима на 17-ка трака исто. Скорсезе. Тоа е, значи, боли глава, тој е фотографски филм, еден од најдобрите што сум ги гледал. Како е уснимен. Тоа е страшно. Меѓутоа му дава моќност, тоа му дава залет на авторот не? кој што работи. Значи, погодена е фотографијата, не само што е убава, него таа симетрија, не знам сега колку си го и добро. анализирал филмот како е снимен. Све е симетрично до даска направено, тоа е дури болно. Колку време се спремале да го направат тоа. Скорсезе сериозно си ја работи својата работа и се надеваме дека филмот ќе може да си се врати во магацините воопшто и да заживее на филмската лента да заживее Да се во надеваме, објективите. Меѓутоа без разлика на судбината која што ќе го најде филмот, една работа само може да
Можам јас лично да ти ја посакам, односно ти да продолжиш да работиш и да ја збогатуваш македонската филмографија со без разлика на краткометражни, без разлика на играни, документарни, и се надевам кај еден ден ќе можеме да дочекаме и твојот долгометражен филм. Ќе биде, мора да се изработи се уште еден, има критериуми некои нели. Мора да се запазат кај нас. Филмски фонд, мора уште еден краток филм да се направи, после нареден е долгометражен. Виши имам сценарио. Така. Значи таа планина ќе биде искачена. Сиво-црна комедија. Значи на тој жанр ќе се фокусираме повеќе. Таа ми е интересна, како приказна многу више долго време размишлам. И сметаш дека реализацијата нејзина во долгометражна форма е била најсоодветна? Да, така изводливо и со тој буџет што ќе го добиам, ќе е изводливо. Значи актерски филм ќе биде во принцип, нема да захтева нешто продуциски да биде неколку голем. Така да ќе биде тоа забавно за снимање, баги. Најверојатно и забавно за гледање. Дефинитивно верувам дека ќе биде забавно за гледање, ако барем духот на Шекспиров да се задржи, мислам дека барем во тоа што го имаш направено за комедија, да го жанр, мислам дека ќе биде доста моќно да се види во долгометражна форма. Пак ќе кажам, публиката многу позитивно реагира барем на комичните сцени во филмот, така што ќе има ист ауткам, претпоставувам. Сигурен сум и кога ќе се види една долгометражна форма и мислам дека вниманието ќе го задржиш до прв до последен кадар. Ќе се потрудиме да направиме што е можно боле. И ти посакувам уште многу албуми да снимиш со Point Blank и не само Корн, не само Deftones, не само илјадници бендови кои што се значени и влијателни на светот да отвараат за вас, а не вие за нив. Еден ден. Ќе биде и тоа чудо. И успешни настапи кои што престојат на до фестивала пред се и настапи, нели? Многу користи. Фала ти многу што ме покани. Фала ти што дојде пред се и што одвои време да продискутираме и за твоите филмови и за одредени проблематики кои што се врзуваат и со филмската и со музичката сцена кај нас, и се надеваме дека оставивме простор за доработување, оставивме добри прашања кои што се надеваме дека луѓето ќе ги помрднат од таа сива зона, од таа монотонија, да одлучат да не дозволат медиокритетот да стане нивно средство за изразување. Да се надеваме. Така, значи ова беше 236-тото издание на Дансе Макабре. До наредното издание гледајте хорор филмови и плашете се.